Фудбалските третолигаши од источниот регион го искористија празничниот ден и во средата го одиграа последното 30-то коло од овогодишното првенство. Фудбалерите на Осогово на домашен терен го пречекаа лидерот на табелата Беласица од Струмица, а нивните верни навивачи од таборот на Сеимените приредија вистинска празнична атмосфера. Со скандирања, песни и навивачки реквизити, на моментот му додадоа поголема свеченост, со што им заблагодарија на фудбалерите за успехот од догодина во Кочани да се игра второлигашки фудбал. Одамна двете трибини на Никола Мантов не биле толку исполнети кога се играл надпревар од третата лига, но оние што дојдоа уживаа и во атмосферата, и во играта, и во головите. Иако жолто-сините доживеа пораз од 6:4, сепак надпреварот беше интересен и возбудлив, а единствените моменти на нервоза и незадоволство кај домакините беа одлуките на судијата Ангелов. Гостите први дојдоа во водство уште во 7-та минута со голот на Джонов, но домашните изедначија само 3 минути подоцна со погодокот на Манов. Таквиот вовет навести дека ќе има многу голови на двете страни, што подоцна и се реализираше. До крајот на првиот дел од средбата, гостите постигнаа уште 4 погодоци, но сепак тоа не ја намали возбудливоста на надпреварот. Головите ги постигнаа Костовски во 21-та и 23-та и Марич во 30-та и 43-та минута, пошто на пауза се замина со резултат од 5:1. Во вториот дел пак се разиграа домакините и со головите на Мојсовски во 56-та и 58-та, како и на Манов во 64-та минута, тие намалија на достижни 5:4. Сепак, во 65-та минута при една интервенција на домашниот Цветанов во 16-никот на Осогово, судијата Ангелов виде недозволена игра и досуди пенал. Гостите го зголемија водството и го поставија конечниот резултат по сигурниот удар на Костовски. Иако до крајот на надпреварот имаше ситуации поради кои и жолто-сините можеа да шутираат од 11 метри, сепак судиската одлука беше поинаква. За одбележување е што поради доделените црвени картони, домашниот тим ја заврши средбата со само 7 играчи во поле. Како и да е, со освоените 60 бода, Осогово го задржа третото место. Со оглед што Каменица Саса претрпе пораз на гостувањето во пробишти против Рудар, разликата меѓу нашиот третолигаш и каменичани остана 5 бода. Со тоа жолто-сините од следната сезона ќе играат во второлигашко друштво, во многу посилна конкуренција, во која освен Струмичка Беласица ќе се најде и Штипска Брегалница и уште неколку екипи кои треба да го предизвикаат интересот на публиката и таа да може да гледа поквалитетен фудбал на Никола Мантов.